Лека ноќ, Македонијо, каде и да си. Вие сте на вистинската фреквенција и тука секогаш последни дознавате. Јас сум Јован, а ова до мене е вашиот омилен водител Петар. Токму така, Петар. Лека ноќ од мене. Ова се најновите вчерашни новости, а еве што сте пропуштиле изминатава недела. Вчерашни открива како се сака Македонија. Скандалозно, дарвинисти наспроти теолози. Актуелните политички случувања тема на вчерашната дебата. Вчерашни веноси во резидентната градинка на падините на Водно. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Mastercard без контактните картички на комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. Староградско, единствено пиво создадено од најквалитетни, внимателно одбрани зрна јачмен и хмелј, направено по традиционален рецепт, со уникатна боја, цврста пена и посебна арома. Староградско, момент на вистинско уживање. Среќна вест, како што известуваат извори блиски до интернетот и езерото, заврши голготата со Охридското езеро, чиј водостој беше драстично намален во минатите месеци. Охридското езеро е 8 см над дозволениот минимум, или што би рекле мажите 20 см над дозволениот минимум. Доказ за тоа дека во Македонија не се враќа само бумеранг е и водана во Охридско езеро. По намалвањето водостојот на езерото сега повторно се стабилизират. Но како што предупредват провладини медиуми, поради големиот интерес на водата за враќање во Македонија, можни се и поплави. Од влада не размислуваат ако има доволно вода, Охрид да биде уреден како Венеција. Со тоа градот под Самуилој Тврдин ќе стане прв град во светот во кој имат кружни текои на вода. Долго најавуваниот отворен базен во општина Шуто Оризари по се изгледа ќе остане затворен. Општина Шуто Оризари е една од 80 општини кои немаат базен, како што пренесува Телма. Тажно. Како и да е, граѓаните бараат од општината да ги пренамерни 700.000 евра кои беа наменати за базен за гинеколог кој го нема во општината или за подобра водоводна мрежа. Со неизградбата на овој базен за синхронизирано пливање, направена е уште една штета на овој популарен спорт кој многумина го нарекуваат и најважната споредна работа во светот. Како што пренесува порталот А1 градот Скопје почна со долго најавуваната мерка за субвенционирање на печки за пелети, а досега заинтересираност за овој тип на грејење покажале дури 182 лица. Од градот Скопје се презадоволни што граѓаните овака висок број се јавиле на нивниот повик за субвенционирање на пелети. И граѓаните од друга страна се задоволни што градот Скопје им излезе у пресред со субвенции за печки, па као што викаат ова лето ќе може да го дочекаат спремни со нови печки и топли простории. Се приближува крајниот рок за пријавување на годишни пријави во УЈП. Повторно турканици на шалтерите, повторно гужви, но не за долго. Од управата најавуваат реформи во начинот на пријавување на приходот на граѓаните. Да погледнеме. Веќе е распишан тендер и се разгледват најдобрите понуди за отворање на емаил на агенцијата, така да наскоро сите граѓани кои имат свој емаил ќе може потврдата за данок да ја пратат по ова ново и современо средство на комуникација. Раководството се уште не може да се определи дали емаилот да биде управа, _за_, јавни, _приходи, _мајмунче, yahoo.com или управа.за. јавни, приходи, мајмунче, yahoo.com. А сега малку локални вести, како што јавува Виница Алгемајне Цајтунг, и градот под терасата на виничкиот градоначалник е на нозе во одбрана на унитарноста на Република Македонија. Од таму со линк имаме Слободанка Лешник. Лешник, каква е излезноста? Да, студио, излезеноста е скоро 100%. Можете да приметите дека луѓето денеска масовно се собират и сите патишта водат кон плоштадо у Виница.
Уствари, буквално сите патишта нели водат кон плоштадо на Виница, да не се лажеме. Виница е многу мал град. До мене има еден човек и он ќе ни каже шо прави тука. Господине, шо тражите вие тука? Како шо тражиме, госпожо? Па вие сте новинарка, вие треба да знаете појки од мене. Ние тражиме да се зачува унитарноста на Македонија и да не се менува името. Чекај, вие кажавте дека ќе има многу народ тука, дека се луѓето. Па толку е, госпожо, другите протестираат ваму, шо се во Палермо, во Наполи, во другите држави, шо се. Ете ги дечките, дека протестираат и они сега таму идат. Битно е дека ние сме дојдени да ја зачуваме Македонија. И они ако мислат дека туку така, они... Шо биде? Шо биде? Виза за Шведска биде, госпожо. Еј, не ми се верува. Еј, ми превоза биде. Дечко, Шведска, отиде ја, госпожо. Ај, бон војаж тогај. Мерси Лешник. Така се сака Македонија. А ние продолжуваме со вчерашни. Ало, Љупчо на телефон. О, Љупчо, да, ве познав, да, повелете. Вие двајца денеска многу ме разочара. Конечно, решение кое ќе донесе мир во куќата и кое ќе ви ги тргне сомнежите дали некој има искрени намери или само вели дека ја сака Македонија, а всушност лаже. Да ја погледнеме оваа комерцијална презентација за најновиот крик на технологијата во Македонија. Сигурно ви се случува да седите во кафеана со вашите пријатели и во дебата да не можете да одлучите кој повеќе ја сака Македонија. Дали верувате секому кој ќе рече дека ја сака Македонија или имате сомнежи дека вашите најблиски и не се баш заљубени во Македонија. Конечно, има решение за вашите проблеми. Македономер е револуционерна направа со која ќе можете да откриете дали некој навистина ја сака Македонија. Само насочете го Македономерот кон личноста и инстантно добивате одговор колку таа личност ја сака Македонија. Потенциометарот варира од 1 до 16 краци. Искористете го овој Македономер за пријатна забава со пријателите, како тест за партнерот или едноставно видете дали сте извршиле вашата задача како родител. О не, нивото на патриотизам е само 4 краци. Аларм, аларм! Македономерот ја помина црвената линија на дозволена љубов за Македонија, но дали ќе ја помине црвено-жолтата линија? Купете и дознајте самите. Но тоа не е се. Ако се јавите во наредните 30 минути, вие добивате и бесплатен Платформометар 2017. Јавете се на бројот на вашиот екран и Македонометарот ќе биде ваш. А сега се вклучуваме со линк во студиото 83 кај Мартин 99. Мартин, здраво! Како си и дали ја сакаш Македонија? Одлично сум, Јована. И секако дека ја сакам Македонија. А верувам и моите вчерашни гости ја сакаат. Со мене во студиото ќе бидат поетот Дарко Лешовски, Секига, и продуцентот Иво Антов, со кој ќе поразговараме за актуелните политички случувања. Фала, Мартин. Дебатата ја гледаме подело во вестите. Останете со нас. Повеста дека Кривичниот совет на Основниот суд ја прифатил жалбата на СЈО и одредил притвор за приведување на бизнисменот и газда на телевизија Нова Сеат Кочан, вчера утрото над зидот на телевизијата осамнал графит. Минувачи ни јавуваат дека некој ноќта со големи букви напишал "И јас сум А1". За жал вчерашни немаат информација што сакал авторот да каже, па затоа продолжуваме со вестите. Минатата недела со своја платформа се појавија и жените на Република Македонија. Подпишана во еден фризерски салон, платформата ви ја пренесуваме ексклузивно. Ние, жените од Македонија, бараме да се исполни секоја точка од платформата, а особено најважната, да зборуваме на ист јазик. Додека барањата не се исполнат, ние ќе абстинираме од секс и ќе стапиме во генерален штрајк со неготвење и нечистење по дома. По објавувањето на 8-мартовската платформа се сменија многу работи. Она што следи е приказна за едно семејство, една шовинистичка свиња и една подписничка на платформата. Приказна за една борба, еден непокор и една победа. Таа платформата за жените ја подпиша? Не само што ја подпишав, туку ја напишав. Што платформа е таа? Абе, обична, значи нормална платформа за да може да се разбериме мажи со жени. Што, не се разбираме? Па не. Што ти мене не ме разбираш што ти кажувам? О, бре, ја тебе те разбирам, ти не ме разбираш. Што не те разбирам?
Како бе што не ме разбираш? Ти викам нек ни оди купи 4 кисели води, јајца донесе, купи компир и лук носи, што разбирање? Не ти ја подпишувам ја тебе. Кој ќе ти ја подпише таа платформа? Никој нема ти ја подпише. Подпише ја. Кој подпиша? Мене у комшијата подпиша. Продадени души, предавници. Од такви као нив ни држава не можеме да направиме. Велико, Кажи, ајде општиме, ма? кој ќе подпишеш? Ке подпишем и после глава ќе ја боли. Неодамна со своја изјава се јави митрополитот Повардарски, господин Агатангел, во која вели дека Иванов е пратен од Бога. Токму оваа изјава предизвика сериозна полемика помеѓу приврзаниците на дарвинистичката теорија и теистите. Бог го избра да биде председател. Бог знае се што ќе се случи, драги мои. И затоа Бог ни го даде да биде и втор мандат, а ќе се молиме, ако е Божја волја, да остане понатака, бидејќи само со такви државници ќе ја случуваме оваа наша македонска земја. По изјавата се појавија тврдења на догматиците дека Иванов дошол по Божја промисла, па екипата на вчерашни излезе на терен да истражува малку повеќе на оваа тема. Лешник треба да имаме на линк со деталите. Слободанка, се слушаме? Да, студио. Огромна дебата се деси околу нашиот председател, господинот Ѓорги Иванов. Две тотално спротивни мислења, дарвинисти и теисти. Со мене е Дуци догмата. Дуци, што застапувате вие? Господ Бог јасно покажа дека е заинтересиран за Македонија. Земјата која дури 32 пати е спомената во Библијата, најпрво преку аболицијата тој покажа љубов према своите ближани, а со недавањето на мандатот тој направи само жртва во борбата против тираните и демоните. Наспроти овоа, дарвинистите сметат дека он, господино Ѓорги Иванов, како и секој друг човек, е творба на еволуцијата и е наследник на нашиот вистински прататко. Можеме да ја видиме изјавата. Ви се молам, мислам, какви се тие прашања? Докажано е дека ние сите потекнуваме од нашиот заеднички предок во минатото. Нашиот председател, сите негови потези кои ги влече, неговите гестикулации, ако добро анализираме, асоцираат токму на него, на нашиот заеднички прататко. Нема никакво двоумење тука. У оваа дебата се приклучи и председатело, господино Ѓорги Иванов. Он ги оспори и двете теории и направи своја собствена теорија, у која што он самио се смета за алката што не достига. Интересо за оваа теорија е толку голем што он е поканет на многобројни научни конференции. Можеме да ја видиме изјавата. Збиравме бадеми, имаше многу бадеми во тоа време. И постојано добивам покани за оние настапи што сум ги имал на меѓународни конференции, собири, да ги образложам по универзитетите во светот. И тоа е лична сатисфакција. Научниците и теолозите се многу загрижени од оваа ситуација. Доколку се докаже дека Иванов е стварно алката што не достига, како што он самиот смета за себе, тогај стварно иде крај на свето. Студио? Ти благодарам, Слободанка, а ние продолжуваме со вчерашни. Ало, Љупчо на телефон. О, Љупчо, да, ве познав, да, повелете. Вие двајца денеска многу ме разочаравте. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Mastercard без контактните картички на Комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот, совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Минатата недела утринската програма на локалната телевизиска станица Јасна достигна рекордна гледаност, веројатно поради темата која обработуваше нашата колешка. Вчерашни ви пренесува дел од емисијата. Добро утро и добродојдовте во нашата прекрасна емисија.
Денешната тема на нашата емисија е љубов. Љубов кон нашата прекрасна и убава земја Македонија, кон низиниот јазик и низината култура. Ало? Ало, да, повелете. Слушај, јас за јазикот се јавувам, разбираш? Еден јазик има кај нас. Да. Разбираш? Точно, да. Точно така, македонскиот еден јазик е. Да, повелете. Ја сакам Македонија многу, ние тој стар јазик, словенски е. Дали ме разбираш? Хунзи, маре, хунзи. Хунзи? Хунзи сне ние, хунзи стари, вечна нека е Македонија. Вечна нека е, фала многу за вашето јавување. Ало, Љупчо на телефон. О, Љупчо, да, ве познав, да, повелете. Не сам тај Љупчо од Италија. Од Италија, не сте вие. Да ти кажу право, многу ми е криво што не сам таму сак с луѓе што протестирав овој за унитарност на Македонија, али кад ќе дојду следен пут да ваду пасош вам у Бугарија, у Софија, ќе иду обовезно у Скопје. Ало, Мими, чуеш ли ме, Мими? Што е бе со овие телефони, бе со овие жабари, пи***ку матер? Ќе ве молам, друг гледач дали имаме на линија? Ало, да. Се јавам да кажам дека и јас сакам Македонија, можно и поише да ја сакам од овие што излагаат сега на протести. Овие што излагаат сега, тоа е злоупотреба на патриотизам, тоа не е битно. Битно е парите да се вратат, пе. Ќе ве молам, вашата дискусија води кон друга насока, затоа ќе ве молам нареден дали имаме некој друг. Ало, срце. Ало, шо преш срце? Штуба си во косите. Благодарам. Неубото чупе во Македонија си. Благодарам. Сакаш да име во и без пет со Резо заедно да сакаме Македонија на протест? Ќе ве понатака, дали некој друг имаме на линија? Ало? Калимера? Се слушаш? Да, повелете. Македонија е грчка Македонија, нема едно Македонија, ре. Ама ти малакаре, ти нафто, Македонија. Ќе ве молам, се исклучи нешто нашиот последен јавувач, дали нешто, некој пречки имаше сигурно во линијата. Ја еднашко многу го сакам Македонија. Добро, да, гледам дека сите ја сакаат Македонија и Македонија е како убава девојка и убавите девојки сите ги сакаат. Ги сакаат, ама знаеш зашто ги сакаат женски? Што сака да му прави на девојка? Он тако чиша сака. Ке ве молам, вашиот муабет сега води кон секс, а нашата емисија е за љубов. Македонците се длабоко раскарани кој повеќе ја сака Македонија, но причина за загриженост нема. Наскоро сите повторно ќе ја сакаме Македонија и тоа заедно. Имено во Скопје за 2 недели во помирувачка мисија ќе допатува Цеца и сите ќе не обедини. Концертот на Цеца е голем придонес во битката за одбрана и зачувување на македонскиот јазик од разноразни платформи правени во соседни држави. А сега, како што најавивме, се селиме во нашето дебатно студио, каде што за актуелните политички и економски теми ќе дискутираат двајца представници на спротивставените табори. Водител на дебатата е Мартин 99. Вие сте предавници, вие Македонија патриоти, вие бандити сте патриоти, испокрадате се, испокрадате Македонија, бе, вас као такви со значи еден бизнес за крадење да разпишете или го да Охрид го продаете на Охриден Бошко, кој го подпиша Охридскиот Господине Речовски, ке ве молам да го изслушаме господина Режија, предлагам додека трае оваа дебата, така наречена дебата, да се префрлиме на една друга дебата на истата тема каде што се наоѓа нашиот ланч. Бе, на Густав, мамата моја него, што сакам да ти кажам? Имат право човеците што лапат, бе. Имат, бе. Македонија се сака со дела, бе. Се сака со инвестиции, со фабрики да се направат. Извини што ти упаѓам сега тука да говориш, помни што сакаше да кажеш, не на масто да искараме аргументите си. Извини, момци се, ако сакаш солта малку да ми дадеш. Нема проблем. Не оти не се направени убави работи, многу се искраде државата, бе. Лом све пари задолжени, младите избега. Вовеле, извинете, вака што ве прекинувам. Стварно, и ти си во право, како ви текна дечки, многу културно од ваша страна, браво. А сега да се вратиме во студиото кај Мартин 99. Чинам таму се подсмирија малку страстите. Режија?
Дај да си дадеме дебат на емисија, имате реплика, искористете го право. Ама искористете го правото на реплика. 10 години у комунизмот, они да зборат само, они да зборат. Што ви сметаме, Ке ве молам, господа, ке ве молам да не се упаѓате во збор. Значи, имајте малку почит да дискутираме. Дајте да поставам прашање. Постави прашање, ама прво овој да ме испоштува, ме чуеш што за да му кажам, бе. Абе, што ја, не. Режија. Многу сакам вака плурализам на мислења кај има, бе. Разбираш ли ме ти? Па ти ние треба да сме сретни, бе, тука што живееме у Македонија, бе. Па тоа е размена на мислење, тоа е една култура на разговор, разбираш ли ме ти? А не вамо на телевизија гледам, ти знаеш какви држави има, бе? Не може да разберат човеците, бе. Да. Повели. Значи многу е битно во оваа држава што секој од нас Македонија ја сака на свој начин. Тоа е одлично. Така е. И вие што кажа се, Абе до културата на народот, и до политичарите. Кај нас од памтивеки мало култура за дебат. Ти знаеш, етон човек си. Ова е Македонија, бе, ова е, што да ти речам, ајде на здравје. Манија некс, разбираш. Имате реплика, кажете нешто. Господине Дарко, нешто сум должен, јас не сум должен да го трпам ова. Јас не сум должен да го трпам ова. Кај си не сум должен да го трпам ова. Ти исто неутрални, така, многу убаво. А во твое студио бегаш ко Сега кога не може човек да збор да дојам од вас. Више не можеш. Многу убаво, браво. Од вакви страдаме најмногу, неутралци. Не ме интересира мене политика, ја не се замарам, не знам, страшно. Да си најдеме ние водител за нашава друга дебата. Не културно, не цивилизирано. Драги гледачи, со ова вечерва ја завршуваме оваа дебата и продолжуваме со вчерашни. Политичката криза во Македонија никако да заврши. Со одбивањето да го даде мандатот, председателот Иванов уште повеќе ја продлабочи истата. Овој потек ги алармира високите представници на Брисел да остварат интензивни средби со македонските политичари. Вчерашни ексклузивно ви ги открива деталите од овие разговори. Абе, дај ми го мандатот. Не ти го давам. Абе, дај ми го мандатот. Абе, не ти го давам. Абе, дај ми го мандатот, дај ми го. Нема мандат. Шо е работата? Шо е работата? Наставничке Федерика, овој Џокица не ми го дава мандатот да си поиграм малце. Ба не му го давам, мој си е. Џокица, дај му го мандатот. Не му го давам, мој си е и готово, точка. А предходно на овој Николче му го даде. Да си поиграм. Ајде, смири се, ти биди мирен. Кудо седен? Леле, Николче, значи сите глупости ти ги правиш, сите проблеми од тебе се. Шо ме меша, се сум ја крив? Добро бе, Џокица, ако ти речи Николче да се фрлиш во Вардар, ќе се фрлиш? Да. Вие двајца денеска многу ме разочаравте. Утре двајцата со родител, тишина, а ти има да ја прочиташ цела ова сликовница и да ја научиш. Ќе те испитувам да знаеш. Минатата недела од кабинетот на председателот Ѓорѓе Иванов соопштија дека тој испратил писмо до председателот на САД Доналд Трамп, до председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган, до Доналд Туск и до генералниот секретар на НАТО. Во писмото Иванов ги запознава со актуелната состојба и со сето она што се случува во Македонија. Писмото на нашиот председател ги разбранува емоциите секаде каде што беше прочитано. Прв со реакција на Твитер се јави Доналд Трамп, кој изрази длабока тага за она што го прочитал. Тој на чист македонски напиша: "Син ми ме праша дали навистина ја продале Македонија. Не знаев што да му одговорам. Не знам кај е Македонија. Тажно." По читањето на писмото на својот Facebook профил се изјасни и генералниот секретар на НАТО Јенс Стоптенберг, кој инстантно го смени статусот во "се чувствува тажно". Писмото беше прочитано и на собирот на граѓанското здружение за заедничка Македонија во Пјонгјанг, каде после читањето следеше бурна реакција од насобраните.
А сега може да изгасите интернет и да ги деактивирате вашите апликации за временска прогноза. Следува Силвестер Ведар. Лека ноќ, драги мои. И јас ја сакам Македонија. Времето оваа недела ќе е дополнително влажно поради отвореното писмо на Ѓорги Иванов, која расплака многу граѓани и уште повеќе уставни експерти. Значи, ако планирате да ја пеглате косата, не се мачете. Повторно ќе ви се извитка од солзите. Биометео. Каква биометео? Какви п***ке материне? Шума напише Ѓорги. Ај, одјава, не може. Петар, пред самата одјава, што мислиш? Која сака Македонија повеќе, јас или ти? Не знам, Јована, мене македометарот ми покажа дека сите ја сакаме Македонија подеднакво. Одлично, сега ќе измерам и јас, па резултатите ќе ви ги кажеме во следните вчерашни. Така е, тоа беше се за вчера, вие сте чекор за ците. Сега спите мирно и добро утро. Добро утро и од мене.